Завршували приказната СРСМ Дуи. Повторно се скара, но овој пат пожестоко. Ама дали е крај за секогаш, сепак ќе покажале изборните резултати. Заявиле дека нема да дозволел уцени на оние партии, кои ќе сакаат да се приклучат по 12 април, најверојатно алудирајќи кон Дуи, за кои рече дека се уште имале остатоци, откако што вели тој режимот. Граѓаните знаат дека имавме доста и проблеми, но и доста негативни работи кои што се случуваа, кои што само од себе покажуваат дека се уште останале одредени последици од поранешната соработка со ВМРО-ДПМН во времето на режимот. Дуи пак калкулира, вели дека за евентуална коалиција со СРСМ ќе се разговарало по изборите и по резултатите од истите. Коментирајќи го политичкото здружување на СРСМ и БЕСА, интегративците велат дека тоа ќе било дефакторизирање на албанскиот глас. Ние навистина изразуваме жалење што заради лични партиски интереси не успеа тоа што ние го повикувавме со недели и месеци дека помалите албански политички партии и фракции треба да се здружат. Додека СРСМ и Дуи се натегаат, останува нејасно како се испазарија БЕСА и СРСМ да настапат заедно на избори. Особено ако се земе предвид дека Касами сега е опозиција, а беше и жесток критичар на власта. Zoran Zaev tregon edhe me këtë situatë ai është një mashtrues ordiner, ai atje premton nuk i qëndron jo vetëm fjalës, por edhe asaj të cilën ai e pranon dhe nënshkruan. Од ВМРО ДПМН пак вела дека се мали шансите за предизборна коалиција со некоја албанска партија. Предизборна, да. А постизборна, рековме да почекаме да се случи најголемата победа во независна Македонија, коалицијата на ВМРО ДПМН, обновата на Македонија со народот, а потоа се разбира доколку на политичка основа и проектна основа имаме било какво мечирање со било кој политички субјект, тука сме подготвени да разговараме и да создадеме една коалиција. Инаку коалицијата СРСМ БЕСА е прва ваква предизборна коалиција за парламентарни избори.